Денешната епизода ја отварам во Виена. Ќе направиме еден мал скок од она што го живееме на островот и ова, ќе кажам, ултра висока цивилизација. Може би било навредливо воопшто и за Австрија и за Виена да правам споредба со она што е живот на островот од многу аспекти, но нема да го прифатам тој момент токму така како што и го кажав, од проста причина што и тоа се има своји убавини и ова се има своји убавини, иако оние кои што живеат во Виена на сосем друг начин ги третираат сите медитеранци, не само малтежани, и сите оние кои што се на неколку нивоа под ова што се живее тука. А зошто е тоа така? Духот на Виена распознава една висока, квалитетна историја, висока цивилизираност, иако станува збор за големи периоди кои што се критични и кои што се воинствени во рамките на цела Европа. Но денеска она што го живее Виена е не џабе во изминативе 10 години прогласувано за место кое што има исклучително висок квалитетен живот и исклучително убава култура на живење, со висок стандард и со убави норми. Ќе пробам во овој дел од емисијата да ви пренесам дел од тие паралели. Па вие сами направете ги подоцна додека ја гледате и додека го живеете она што го живееме на островот. Островот си има своја убавина. Далеку е од онаа култура која што се живее овдека. Просто луѓето кои што долго време живееле на островот, кога ќе дојдат во Виена, прво што ќе се изненадат е, да кажеме, пешачкиот премин, каде што веднаш ви застануваат и ја имате онаа висока култура во сообраќајот, кога ве чекаат да го преминете патот кој што треба да го изодите по пешачкиот. Тоа во Малта го нема. Но затоа пак Малта си има сонце, море, незагаденост, една безстресна живеачка, која што па надоместува во големиот број на години каде што може да ги уживате пензионерските денови. Ќе кажам пак, секоја територија си носи своја убавина. Денеска, во оваа епизода, ќе се концентрираме на ултра високиот квалитетен живот, тоа што го живееле нам познатите уште од времето на музиката, кога овој град бил највлијателен во Европа па и во светот, од времето на Бетовен, од времето на Моцарт, па подоцна ќе се префрлам во периодот кога Зигмунд Фройд шетал, пиел кафе пред да почне со својата авангардна психоанализа за тоа време, па ќе ве пренесам во еден дел од историјата кој што јас за прв пат го слушнав и бев шокиран. А што е тоа? Веднаш по малиот простор за моите пријатели. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.
некаде на 300 метри од ова место на кое што сум сега, во 1913 година живееле овде во круг од максимум 1 километар Троцки. Оние што не знаат помладите, само да кажам, тој е таткото на Октомвриската револуција. Прво противник на Ленин, а подоцна и негов следбеник, па дел од она воена стратегија на Сталин за подоцна да се спротистави и на крај да биде убиен од раката на Сталин, токму тука, живел, се криел до душа и го пречекал човекот со грчко име и презиме во пасошот, лажно, но вистинското Јосиф Висарионовиќ Сталин, кој исто така се криел и седеле ондека заедно, пиеле кафе, и во исто време тука били Јосип Броз Тито, кој што работел во еден град надвор од Виена, во фабриката на Даймлер, но секогаш кога ќе земел блата и кога ќе имал малку повеќе парички, дојдел во истото кафуле да јаде и да се напие кафе и да слушне нешто повеќе за револуционерната борба што тогаш се спремала. И нешто подоле од тоа кафе, блиску до Дунав, во еден мал апартман, живеели Адолф Хитлер. И во истото време, овдека бил тогаш авангарден и ја работел својата психоанализа, човека што ви го спомнав претходно, Зигмунд Фройд. Сите тие, во исто време, во иста година, живееле, пиеле кафе, ручеле токму овде. Дали се сретнале? Не знаеме. Нема податоци и историјата нема никаков доказ дека сите тие меѓу себе се сретнале. Да се сретнале, можда и текот на историјата на Европа ќе бил различен. Но, ете, тоа е Виена и тој дух и ова што денеска го живеам јас, ќе ви го прикажам во наредниве 30 на минути. Кафе Ландман, што е зад мене, постои од 1873 година. Тоа е премногу, нели? Само за да ја сватите суштината и за да сватите за каков дух ви зборувам, кој што го има внатре, само помислете што се случувало во вашата земја, во вашата околина, во она што вие го знаете во таа година. Ние највише што знаеме е 1903, нели, кога сме го направиле Црешовото топче и борбата против осмалиите. Овдека имало еден сосем друг дух. Ќе влезам малку внатре да го почувствувам моментот што можеби го живеел и секојдневно Сигмунд Фройд пред да започне со работата која што му била стандардно, дневно, авангардно за тоа време во психоанализата. Веќе доаѓал прво тука на кафе, а подоцна одел понекогаш и во кафе Централ, каде што ќе заминеме и во следните неколку часа. Па и оттаму ќе ви покажам нешто типично австријски со духот на Виена. Тука сум сега во кафаната, ресторанот, еден од најстарите во Виена, кој го собирал тогашниот крем на градот, оние кои што ние ги знаеме низ историјата, сме ги учеле, а тие не верувам дека се познавали, нема докази дека седеле заедно. Нема докази дека се сретнале Хитлер и Зигмунд Фройд овдека, или дека овој дошол кај него на сеанса, бидејќи за тоа време бил авангарден психоаналитичар во светот и ден денеска знаете дека многу од основите на психоанализата ги има поставено токму тој. Дали има докази дека Сталин и Тито се сретнале овдека? Нема. Дека Троцки и Сталин се сретнале? Да. И дека седеле овдека во оваа кафана? Точно така, има докази. Но за сите останати, посебно за овие тројца Сталин, Тито и Хитлер, дека седеле овдека во кафе Централ, веројатноста е голема.
Но и да седеле заедно или да биле маса покрај маса, сигурно немали ни претпоставка како ќе делуваат на светската историја на целата цивилизација. Сега замислете да имаме некоја временска капсула, да се вратиме и да направиме како во враќање на иднината филмот, некаква можност да се сретнат и да може да се промени целата европска историја. Може би сите градови во Европа, па и во светот, немале да бидат на ова ниво, туку многу подобро и многу побрзо ќе се развила цивилизацијата, ако не било она еродирање и на умови и физичко во време на Втората светска војна. Токму од овие тројца. Но како и да е, сега ќе направам скок и од оваа историска дигресија од нашиот референтен систем сега ќе ја продолжам прошетката низ Виена. Сега вака. Виенската шницла, еве додека јадам и додека ја пробувам, да ви кажам неколку работи кои што ги прочитав буквално за неа. Е заштитена со закон. Виенската шницла ја прават некои виерлати со свинско месо, но во Австрија општо е забрането шницла од свинско месо да се нарече виенска шницла. Туку мора да пишува свинска шницла по виенски начин. Исклучиво ако е од телешко месо, со сите марифети кои што ги имаат запишано како треба тоа да изгледа, може да биде познатата виенска шницла или како што ние источните нели ги викаме бечка шницла. Другата работа која што е попопуларна во однос на јадењето месо, особено телешко, ќе ви го представам во неколку следни минути. А она што е конкретно за оваа виенска шницла е дека рецептот е донесен од Италија и низ историјата се одомакинил овде во Виена и подоцна во целата Австрија. Денеска е нормално препознатлива низ целиот свет. Моето искуство од ова што го пробувам овде е дека навистина е фантастична. Многу е различно ако дојдете во Виена каде ќе јадете. Јас јадам во Кафе Централ, има уште 3-4 локации кои што ми ги препорача австријците кои што живеат тука како најдобрите места и нормално тука и најскапо. Се наоѓа некаде и за 16 евра порција, се наоѓа и за 15, се наоѓа и за 17. Ова конкретно што ја јадев овдека во Кафе Централ кошта 22 евра. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Белведере е само една од точките на една од најголемите империи во Европа во новото време. Ќе прошетаме и по другите точки кои што сега кога дојдете во Виена, размислувајте дека морате минимум 3 дена да останете, за ако сакате барем 5% или 10% да овие паркови да ги посетите. Ова е една од задолжителните места. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Империјата тука го се главните одлуки на времето.
Малку ќе направиме пауза. Направиме малку пауза. Ќе продолжиме со прецал. Ама питата е најубава. Питата е била најубава. Ќе продолжиме понатаму со сите тие муабети, а од главниот дегустатор ќе слушате што било најубаво од целава година. Sada se nalazite u velikoj galeriji koju je carska porodica koristila u svrhu održavanja balova, prijema i gala večera. Velika galerija sa svojom dužinom od 40 metara i širinom od skoro 10 metara pružala je idealan ambijent za dvorske priredbe. Opremljena je kristalnim ogledalima, pozlaćenim štuko dekoracijama i plafonskim freskama. Ona je primjer opšteg umetničkog dela iz doba Rokoka. Freske su pre svega hvalospev vladavini Marije Terezije i potiču od italijanskog slikara Gregorija Guglielmija. Na srednjoj fresci prikazani su Franz Štefan i Marija Terezija na prestolu u okruženju otelovljenih vrlina vladara, kao i alegorija monarhijskog krunskog poseda. Habsburgovците мене ме воодушевуваат. Ме воодушевуваат од аспект на гламурозност, од аспект на големина, од аспект на целиот фокус што бил во тоа време додека беснела Првата светска војна, каде била концентрирана моќта. Додека ги шетав сите соби, додека се движев низ овој имот, кој е наистина фасцинантен, една струичка во глава ми заблеска и ми кажа: да, ама сети се кој си, што си и што се одлучувало за тебе, односно за мене, за моите дедовци, за моите предци, точно во тоа време, на ова место. Може би за светот е важна историја и една големина која што има една голема тежина во светската историја, во европската историја, во европската култура. Но за нас македонците многу лоши работи се случувале. Едноставно овдека сакале да не поништат, овдека сакале да буквално не постоиме, како што и веројатно не сме ни постоеле во ниедна цртка, во ниедна книга, туку само како бројка и како територија која што е дел кој треба да се експлоатира во борбата и во она што сакале да го направат. Токму тие, Habsburговците. Во секој случај, мораме да бидеме реални и од аспект на денешниот референтен систем на 21. век, на ова да гледаме како една оставштина, една имотна состојба, една моќна состојба во цивилизирана Европа. Односно во она што денес како живееме во европската цивилизација. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de Eto'o, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! Show, Friday 8 p.m. New podcast. Ова е исто така централно во Виена и се смета дека е најголемиот и најстариот пазар овдека во овој дел од Австрија што гравитира токму овде. И на пазарот има неверојатно, Австрија ќе кажете дека нема море, а има неверојатна култура за јадење риба. И понудата овдека е токму таква: риба и морски работи. На почетокот на пазарот го најдов и на TripAdvisor и на Google Map и оние што ги консултирав кои што живеат во Виена дека овде е и најдобриот ресторан ако сакате да јадете морско. Просто неверојатно. Тоа е Виена, изобилнува со се. Ако збориме за гастрономија во Виена, национално и препознатливо за секој турист, тоа се бечката шницл, виенската шницл, тафелшпиц, тоа е умиленото јадење на императорите, различно бечка шницла, штрудлата и сахер тортата. Ова овде зад мене е хотел Сахер, практично ресторанот кој што е најпрепознатлив и кој што практично ја измислил и си ја крстил таа торта по себе. Идеме да ја пробаме. Видиме колку е спектакуларно. Иако јас лично лепчиња торти не јадам и не сакам. Ама да дојдеш во Виена и да не пробаш сахер торта, како да не си бил во Виена.
каков маркетинг е направен од ова, тоа е нешто неверојатно. Милиони носи годишно тортата и хотелот. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Ова зад мене е Music Verein. И тоа е оно што е популарно, посебно кога ќе го гледаме новогодишниот виенски концерт. Како и сахар тортата, така и ова е се благодарение на одличниот маркетинг. А не знам дали знаете, во наредната минута слушнете информацијата што може би за прв пат ќе ја чуете и ќе ве изненади, а може би веќе ви е познато. Тоа е измислица на национал-социјалистите, кои што од кога дошле на власт се сетиле како да прибираат од богатите кеш за да се финансира војната или војската. Токму така, Гебелс и Хитлер ја смислиле оваа акција што ние денеска ја препознаваме како новогодишен виенски концерт. Има многу интригантни информации, посебно ако сте истражувач и сакате да дознаете нешто повеќе, но секако дека кога ќе бидете во Виена, не би требало да го пресмотрите овој момент. Но, сите што ќе ги прашате наоколу, ќе ви кажат, ако сакате да слушате убав концерт, тоа повторно од музичари од Виенската филхармонија, посетите ги другите империалистички, јас така ги нарекувам, концертни сали во Виена, кои што ги има многу. Например, ние ќе појдеме и до Бетовен плац, во близина на куќата на Моцарт, каде што ќе следиме еден таков концерт со едни од најдобрите виолинисти кои што доаѓаат токму од Виенската филхармонија. А ова тука зад мене е малку повеќе маркетинг. Картите кои што ги добивме, нормално влезниците за овој концерт со попуст, ни ги даде токму човекот кој што е од нашите простори балкански. Ибрахим Муртези работи точно на овие карти, ќе го видите подоцна, и од Гнилање, од Косово. И сите тие балканци овдека, како и слично како во Малта, работат овдека во Виена. Од мојата 13 или 14 година, ако стана збор за музика, како нешто врвно, од секогаш сум го третирал Pink Floyd и Моцарт. Pink Floyd имав шанси неколку пати да ги слушам, посебно кога се обновија. За прв пат во мојот живот се наоѓам во куќата, односно пред куќата, кога што ги поминал последните години од живота. Некако синоним за Виена, покрај империализмот, покрај Хабсбурговците, не токму Моцарт. Иако Салцбург е неговото родно место, тука сакал да се наметне и тука се наметнал на светската музика.
талентот кој што остави многу од она што е светско богатство во музиката, сега ќе пробам во неколку минути да го представам. И нормално мојата возбуда е преголема што сме на ово место токму сега. Тешко е да се снајдете во Виена ако немате Google Maps со себе. Но не тешко од што е хаотично. Тешко е од што на секој чекор имате музеј, парк, музеј, парк, музеј, парк. И некаде ту и таму измеѓу имате понека старина од ресторан, кафуле, која што врвулица од луѓе низ историјата поминале, седнале, ручале и пиеле кафе. Сега, би ви препорачал 20 музеи што морате да ги посетите. Но 2 морате, ако дојдете во Виена, да започнете со нив од сам старт. Тешко е 5 дена Виена да ви ја прикажам во 30 на минути емисија, но малку да ве заголицкам за да ве инспирирам да дојдете и да го видите. Ова место каде што сега се наоѓам, Google Map вели дека се наоѓам на Марија Тереза плац. А тука се наоѓаат 2 најважни музеи во Виена, тоа се Kunstistorische музеј пред мене и зад мене Природно-историскиот музеј. Значи, од тука стартувате, а подоцна продолжувате во оние 20 што не смеете да ги прескокнете. Прекрасна е Виена.
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.